Судиите поротници од Основниот кривичен суд од денеска стапија во мирен протест. Ке бојкотираат повеќе судски рочишта за да го искажат својот револт поради долгогодишното игнорирање на проблемот со ниските дневници. Надоместокот кој го добиваат се движи од 570 до 670 денари и со години не е изменет и покрај бројот на судења, сложеноста и време траењето на нивниот ангажман. Преку соопштение, Основниот кривичен суд јасно застана зад нив, нагласувајќи дека улогата на поротниците е клучна за законитоста на процесите. Без нивното учество, значителен број судења не можат непречено да се одвиваат. Судиите поротници заслужуваат достоинствен и соодветен надоместок кој ќе ја одразува важноста на функцијата што ја извршуваат. Очекуваме Министерството за правда во најкус можен рок да почне со измена на правилникот. И покрај мирниот протест, сепак за да не настане целосен колапс во судството, од кривичен известија дека има строга селекција кои предмети ќе се одлагаат. Сите притворски предмети каде што учествуваат поротници нема да се одлагаат и ќе се одржуваат непречено. Од друга страна, за непритворските предмети кои се во помал број, судењата се одложуваат и за нив ќе се одреди нов термин. Председателот на Судски совет вели дека за ова прашање повеќе пати се обратил до Министерството за правда за да го променат правилникот со кој се одредуваат дневниците на поротниците. Доколку не се најде решение, алармира дека ќе се доведеме во ситуација да остане судот без поротници. Очекувам дека ќе се најде на разбирање од страна на Министерот за правда и дека во многу скоро време ќе го донесе тој правилник. Процесните закони во голем дел од предметите налагаат судењата покрај судија да бидат присутни суди и поротници. Сега државата треба да одлучи или ќе ја направи таа професија достоинствена и привлечна за луѓе да се јавуваат, или пак треба да се направи промени во законите и да се одлучи нашето општество дека дали ни е потребно да имаме суди и поротници. Од Министерството за правда нема одговор дали ќе има конкретно решение за овој проблем. Ресорниот министер беше опфатен со реконструкцијата на владата, па во моментов се чека новиот официјално да стапи на функција. Барањето на судските поротници се провлекува со години и досега ниту еден министер не успеа да го затвори ова прашање. Како можна излезна варијанта се гледа во најавениот ребаланс на буџетот, каде што со политичка волја би можело конечно да се издвојат и пренаменат средства за достоинствени дневници, со што би се спречила комплетна блокада на кривичните постапки во земјава. Ова е повеќе од неопходно ако се земе предвид дека оваа професија со години е општествено маргинализирана, а товарот паѓа претежно врз жените поротници кои сочинуваат 88% од вкупниот број во државата. Тие со години се заглавени меѓу небезбедни работни услови и целосна негрижа од институциите, покажува анализата од Центарот за правни истражувања. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.